Денес општина Кисела Вода со голема радост ја организира првата заедничка бесплатна полуматурска забава за сите ученици од 9-то одделение на територија на општината. Горди сме што сме првата општина што не само што слуша, туку и постапува од срце за својата младина, сподели преку социјалните мрежи градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Тој истакна дека веруваат дека секое дете заслужува еднаква можност за спомени, радост и прослава. Без разлики, без поделби, дека оваа иницијатива е поттикната од вредностите кои ги градиме заедно. Вклученост, еднаквост и заедништво. Им благодариме на сите наставници, родители, Strawberry продукција, која ја препознаа иницијативата и најголема благодарност до учениците што беа дел од оваа мисија. Тие не беа само учесници, тие беа гласот на своите соученици. Сите 9 одделенци од општина Кисела Вода беа срцето на проектот. Сами ги креираа идеите, видеата, пораките. Покажаа колку можат кога ќе им се даде доверба и простор. Порача Ѓорѓиевски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски се сретна со ветераните на македонската кошарка Драган Радосављевиќ, Ристо Ѓурчевски, Томеди Мишковски и Огнен Герасимовски во Апче во срцето на Дебармал. На средбата се разговарало за славните денови на работнички, сегашните состојби и иднината на клубот. Герасимовски предложил реконструираната сала да го носи името на Лазар Лечиќ, творецот на македонската професионална кошарка, по чие водство работнички ги освои титулите во 1963 и 64 година и се пресели во првата сојузна лига. Ветераните едногласно го поддржале предлогот. Лазар Лечиќ заслужува да биде дел од историјата на салата. Тој беше човекот кој не научи да играме со срце и тимски дух, порачаа поранешните кошаркари. Герасимовски ги информираше ветераните дека во рамки на реконструкцијата на салата на работнички ќе се предвиди одвоен простор, ложа, наменета токму за нив. Салата ќе има своја ложа за ветераните, за да имате свое место кога ќе доаѓате и ќе не посетувате на тренинзите и надпреварите. Откако ќе ја завршиме реконструкцијата, ќе ве информираме навреме за секој настан и надпревар. Ќе ни биде голема чест да бидете со нас и да ја споделите енергијата со младите генерации, порача Герасимовски. Општина Газибаба доби нова механизација за јавното комунално предпријатие Газибаба. Механизацијата се состои од 2 возила, и тоа специјализирано возило за метење и миење на јавните површини и теренско товарно возило. Специјализираното возило ќе даде значителен придонес кон зголемувањето на чистотата на јавните површини, преку редовно метење на улиците во урбаните средини, додека товарното возило ќе биде ставено во функција на интервенции на терен во руралниот дел на општината, каде што јавното комунално предпријатие Газибаба има надлежност за одржување на водоводните и канализационите системи. Среќен сум што денес во функција на јавното комунално предпријатие Газибаба, преку тоа во директна служба на граѓаните ставаме 2 нови возила. Ова не е прва инвестиција во јавното комунално предпријатие во изминатите 4 години. Предпријатието доби значајни инвестиции во механизација и опрема, кои не само што го подобрија квалитетот на услугите, туку и го трансформираа предпријатието во модерна и ефикасна институција. Вистински сервис на граѓаните, изјави градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Општина Аеродром и кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје Аеродром ги покануваат навивачите, симпатизерите и љубителите на спортот на традиционалната средба со шампионскиот тим вечерва, со почеток во 19 часот пред платото пред хотел Русија. Идејата за средба со кошаркарите на МЗТ е заеднички да ја прославиме нивната 12-та титула. Ова е совршена можност фановите да се сретнат со своите спортски херои, кошаркарите и тренерите кои уште еднаш ја одбранија бојата на клубот и ја исполнија општината со гордост. На средбата се очекува потпишување автограми, заедничко фотографирање, како и добра музика и одлична атмосфера, велат од општина Аеродром. Настанот е отворен за сите навивачи, семејства, деца и сите оние што сакаат да бидат дел од ова спортско славење. Општина Газибаба го отвори 5-тиот пензионерски клуб во изминатите 4 години, па така после пензионерите од Чентон, Џиково, Стајковци и Смилковци, свој клуб добија и повозрастните жители на населеното место Колонија, сподели преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Градоначалникот во својата објава на социјалните мрежи истакна дека овие клубови се многу повеќе од обични простории. Тие се места за дружење, активност, поддршка и заедништво.
Исто така Стевковски додаде дека пензионерите го заслужуваат најдоброто, затоа што целиот свој живот го посветиле на изградба на заедницата во која денес живееме. Првиот човек на Газибаба вели дека општината има одлична соработка со Сдруженијето на пензионери на Газибаба, со кои заеднички работат на креирање програми и активности. Тој најави дека следната недела 2700 пензионери со ниски пензии кои се пријавиле на јавниот повик од општината ќе добијат еднократна финансиска помош во висина од 1500 денари директно на нивните сметки. Газибаба е и ќе остане вистински партнер на сите граѓани. Ќе продолжиме со вложување и активности насочени кон секоја возраст и секоја населба. Градиме општина во која никој не е заборавен, а гласот на пензионерите се слуша и почитува, додава Стевковски. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ке